Море, како се лизга. Ле, она, Како е тоа? оној камен, бега да не се лизни. Бега да не слезиме и ние со него. Големо слечиште ги вознемири жителите на Новаци, откако по негова активација дојде до сериозен колапс на дел од патот Битола Новаци Маково во близина на депонијата Мегленци. Надлежните служби по увидот поставиле привремена сообраќај на сигнализација и девијација. Зошто се појавиле вакви деформации на патот не се знае, тврди градоначалникот на Новаци за Сител, но кулминацијата, односно активирање на слечиштето што со себе го повлечи патот, било очекувано, бидејќи проблемот бил пријавен уште на 27 ноември, пошто се одржале низа координативни состаноци. Ние го очекувавме тој момент дека ќе се случи да земјиштето се го однеси дел од коловозот кој што води кон Мариово и тоа се случи. Ние работевме на терен, значи работевме на оспособување на оваа девијација, значи да изградиме соодветно поврзување кое што ќе одбегни ова клизиште кое што ќе го одбегни и токму поради тоа не дозволивме да се прекини сообраќајот, туку напротив, сообраќајот непречено се одвива со меѓутоа во крајно внимателни услови на новата формирана делница која што ќе биде времено решение. За разлика од градоначалникот, од Центарот за управување со кризи велат дека приспособениот пат е небезбеден и им порачуваат на возачите да бидат екстремно внимателни. Во моментов сообраќајот се одвива по привремено изработена девијација која е небезбедна поради постоење ризик од дополнително лизгање на земјиштето, а дополнителен ризик представуваат и најавените врнежи од дожд и снег, велат од ЦУК за Сител. Стевановски уверува дека нема опасност од ново слечиште. За сега не постои никаква опасност. Се надеваме дека до крајот на овој ден и овој дел кој што го изградивме ќе биде крајно безбеден со целокупна сигнализација и нема да имаме проблем во одвивањето на сообраќајот. Патот по кој во моментов се одвива сообраќајот ќе биде временно решение се додека не се постават соодветни услови за градежни активности кои се во надлежност на ЈПДП. Габриела Лескова, Сител телевизија.